Добар ден. Точно на време и на вистинско место почнува Фактор здравје, вашата здрава навика. Денешниот ден ќе биде исто така посебен и специфичен со оглед на темата и можноста заедно денеска да комуницираме и да споделуваме искуства во однос на темата, чие што представување следува по оваа прва најава. Траумите или повредите на забите во детската возраст е многу честа појава. Она што е специфично и треба да се земе во предвид е дека и млечните и трајните заби можат да бидат повредени, односно да се изврши траума врз нив и особено треба да се земе во предвид дека и мекоткивните структури, односно непцата, може да бидат дел од овие повреди. Денеска во Фактор здравје како тема ви ја нудиме повреди на заби кај деца, а токму оваа тема ќе ви ја представиме преку разговорот кој што следува со научен соработник доктор Александар Димков, специјалист по детска и превентивна стоматологија, кој што својата дејност научна преција извршува на стоматолошкиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје, а практичната во јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон од Скопје. Добар ден и како сте, доктор Димков? Добар ден, ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Веќе трет пат ми се чини дека сум тука. На почетокот би сакал да кажам едно длабоко искрено сочувство за вчерашниот настан што се случи, потресе нашата држава, до семејствата на починатите и желба за брзо опоравување на повредените и целосно безпоследично опоравување на повредените кои што се во здравствените установи во Скопје. Сигурно и надеж дека вакви големи несреќи и трагедии нема да се случуваат. Токму и затоа денешната тема е превентивна или од превентивен аспект. Пред се ќе зборуваме за да не се случат и овие повреди, посебно кај најранливата категорија, би рекол, и најсаканата истовремено, тоа се децата. Кажете ми, кога зборуваме за стручниот аспект во однос на повредите кај децата, пред се на забите, кои се причините и како најчесто настануваат овие повреди? Па вака сега, преваленцијата и инциденцата на траумите кај децата можеме да ги поделиме во неколку групи. Можеме да ги поделиме на трауми на млечни заби, трауми на трајни заби. Светските искуства литературни говорат и се различни дека таа инциденца се движи некаде од 3 до 64%, значи нема некоја блиска вредност за да може се каже дека на траумите отпаѓа толку и толку проценти. Различна етиологија, различна патологија кај траумите на млечни заби и кај траумите на трајни заби, зборувам кај деца до 18 годишна возраст. Иако максиларната регија или да кажам максиломандибуларната регија, пределот на главата и лицето, опфаќа само 1% од површината на целото тело, дури 70% од траумите, зборувано математички, отпаѓаат на таа регија. На толку мал простор, толку многу трауми, да. За жал, причините и последиците на овие трауми, на овие повреди се во смисла на може да направат трајни последици, значи штети, особено кај мали деца и да влијаат негативно на нивниот психофизички развој, да делуваат неубаво во смисла на нивното зачекорување понатаму во животот, меѓутоа со правилна, навремена интервенција, голем дел од тие неубави, да кажам, последици може да се пренебрегнат. Сега, како на почетокот, како еден увод, исто така можам да кажам дека различни се годиштата на настанување на овие трауми кај децата. Најголема инциденца се забележува помеѓу 18-тиот и 30-тиот месец, фактички од година и пол, некаде до 3 години, и зборувам за предшколски деца. И некаде тоа е период кога, се извинам што ве прекинувам, ќе го кажам и тоа. Само сакам да се надоврзам дека кај трајната дентиција, односно кај школски деца, најчест период на јавување годишен е помеѓу 8 и порано беше до 10 годишна возраст, сега е таа граница поместена и е до 12 годишна возраст. Има зошто се јавуваат тогаш. Например, во детскава предучилишна возраст. Децата тогаш веќе почнуваат да одат. Значи, се исправаат,
Го спознаваат светот, го тоа ми беше фактот. Да, го спознаваат светот и почнуваат да ги запознаваат работите во нивната околина. Доколку се дома и доколку се чувани од родители, баби, дедовци, тогаш тие несреќи се случуваат во домашни услови. Доколку се во претшколска установа, тоа се случува во градинките. Пат, најчесто, и удар од остар предмет. Дали директно на земји или од рап, од некој масиче, столче и така натаму. Малку подоцна почнуваат да играат, почнуваат да забрзуваат со нивните моторики и паѓаат. Не се координирани желбите со можностите. Додека пак во онаа друга група на школски деца е земен тој период како најфреквентен, затоа што тогаш фактички децата се осеќаат многу силни. Тоа е оној предпубертетски период, кога сакаат да се докажат на овој или оној начин пред друштвото, се многу помалку под контрола на родители, на школа, бидејќи имаат големи одмори, голем дел од денот го поминуваат надвор, се соочуваат односно почнуваат да ги осознаваат и спортските активности, се запишуваат на спортови и оние рекреативни активности како што се велосипедизам, ролери, скироли и сега во поново време ги гледаме оние скокања, прерипувања, маунтбајци и такви работи со така интересни активности кои што предизвикуваат такви трауми и трауматски повреди како на забите, така на коскените структури на максилата и мандибулата, односно горната и долната вилица и на меките ткива. Од спортовите докажано е дека најголем процент, најголем удел имаат контактните спортови. Пред се тука спаѓаат спортовите како што се карате, бокс, джудо, понатаму спортовите групни кои што се во директен контакт, значи тимски спортови со директен контакт, како што се кошарката, ракометот, фудбалот и така натаму, индивидуалните, реков, поекстремни спортови. Тука во зимскиот период морам да го споменам и скијањето. И исто така кај нас не толку застапено клизањето, односно лизгањето на лед. Она што сакам да ве прашам, докторе, бидејќи зборуваме за ургентна, многу ургентна состојба во стоматологијата, дали сите овие повреди, ако генерализираме, иако секоја е специфична и посебна на свој начин, бараат ургентен пристап во смисла на брза интервенција? Така. Травматологијата само и пропратени се, само се извинувам дека болката како симптом е пропратен елемент. Сигурно, меѓутоа шокот е пред се. Да. И стресот, може би, кај родителите дополнително. Шокот и стресот се првични, па потоа доаѓа болката, детето, пациентот во тој момент не е свесен што му се случило, потоа доаѓа како секундарен симптом болката. Меѓутоа, морам да напоменам, травматологијата како област, вклучително и траумите на забите и вилиците, сега ќе зборуваме конкретно за забите и виличните продолжетоци и меките ткива, спаѓаат во најургентните состојби. Знаете, било која друга травма спаѓа во ургентна состојба и е неодложна итна интервенција. Затоа не само специјалистите стоматолози, него и секој оној стоматолог кој што ќе заврши стоматолошки факултет и ќе работи, мора да ги знае основните принципи и постапки за итно згрижување првично на ваквите состојби. Значи, кога ќе ви дојде пациент со фрактуриран зап, кога ќе ви дојде пациент раскрварен во лицевата регија, најчесто бидејќи станува збор за деца во придружба со родители, вие треба да знаете како да постапите прво со родителите, за да смирите ситуацијата, затоа што се тие и нормално тоа распаметени, вознемирени, а потоа со еден смирен, стручен пристап да објасните и да пристапите кон решавање на проблемите. Не би сакал сега да се понашам како професор пред студенти, па да давам се што и како е поделена травматологијата за нашиот широк аудиториум. Би сакал само општите работи да ги кажам. Значи, не се свесни се уште, тоа го гледаме од секојдневната пракса, не е свесна нашата популација колку е битно на временото згрижување на овие појави, на овие случувања. Не за друго, затоа што ако навреме се згрижат травматизираните заби, може да дојде, односно да се продолжи животот на забот, односно да го сочуваме забот витален.
Сега една е ситуацијата ако забот ви остане во уста од многу аспекти, а друга е ситуацијата ако вие морате тој зоб да го извадите и да останете потоа со некој да барате чаре во некој протецки надоместоци. Не велам дека нема решение, меѓутоа секогаш она што е ваше и природно е многу подобро. Да. Ќе се извинам само малку што ќе ве прекинам, бидејќи сакам да ги повикам гледачите, нашата најверна Фактор здравје публика, доколку имате интерес слободно, ви стоиме на располагање на 60911925, односно 60911924. Во овој прв дел од разговорот уште би ве прашал, бидејќи рековте како млечните, така и трајните заби кај дечињата може да бидат искршени, односно да бидат травматизирани или повредени, би сакал да се надоврземе на оној период кој што го рековте, некаде од 18-тиот до 30-тиот месец, бидејќи тука се веќе млечните заби, голем дел никнати, веќе џвакаат, функционираат дечињата со овие заби. Кои заби или се најекспонирани во однос на повреди, дали долната или горната вилица? Така, ќе поразговараме малку и за таа. Јас спомнав, значи, возраст, меѓутоа морам да споменам, тоа се научни истражувања правени ширум светот, дека воглавном дупло повеќе се застапени повредите кај момчињата отколку кај девојчињата. Сега можеби во последно време тоа и нешто ќе се промени, меѓутоа се уште предност имаат момчињата. Во однос на сезоната, многу повеќе се застапени во периодот од ноември до април, многу помалку во периодот од април до август, септември некаде. И тоа е разбирливо. Зашто е? Во текот на 24 часовниот циклус, многу повеќе се застапени во попладневниот период, некаде од 16 до 20 часот. Зборувам за оние повреди кои што се не зборувам за сообраќајни трауми. Значи тука немаме некои направени испитувања. Застапеноста кај повредите на забите, кај млечните заби, се малку различни од оние кај трајните заби, затоа што конструкцијата на самиот заб, на самата коска е различна. Ако ги поделиме сега по друга некоја категоризација забите, нели имаме тука луксација на заби, имаме избивање на заби, па имаме фрактура на коронка, било дали е прва, втора, трета класа, сега да не ги замарам гледачите. Иста е поделбата, меѓутоа застапеноста на едните и други кај млечните заби е различна од оние кај другите. Ако имаме кај млечните заби почесто луксациони повреди, кај трајните заби имаме кршења. Зашто? Зашто? Затоа што коската на децата е многу по-спонгиозна, по-мека, така да и при удар забот нема да се фрактурира, нема да се скрши, дали коронката, дали коренот, него ќе измрда во чашката забна или така наречена алвеола без фрактура. Додека пак и возрастните пациенти со зголемување на возраста заради окоскување на коскениот систем доаѓа фактички до многу помало поместување, а до кршење, почесто кршење. Исто така во смисла на нормално морам да кажам дека покрај таквите трауми доаѓа и до повреди на мекоткивниот апарат, па кога доаѓаат такви пациенти кај нас, ние гледаме една ситуација која што е, например, раскрварена уста, раскрварено лице, расечена усна или гингива, а тек потоа пристапуваме и гледаме што се случува со забите. Таа е една состојба која што е за било кој лаик страшна, во принцип. И многу комплексна, би рекол, да. Родителите се навистина многу извадени од памет и тука е нашата стручност што треба све да направиме. Сега има разлики, дали е траумата настаната од директен пат на тврда површина, дали е настаната од со остар аситен предмет па дошло само до фрактура, или од некое удирање со рака, со нога при контактни спортови, или е, не дај Боже, сообраќајна па политраума, каде што имаме фрактури на коски. Сето тоа треба сукцесивно да се испита, значи првиот пристап е многу битен. Затоа е многу важно во секоја установа, поготово како што е нашата, да имаме еден картон, и тој таков имаме, за трауми кај пациенти, каде што од анамнестичкиот податок, па се до комплетната санација се внесуваме. Затоа што не само надворешните фактори, односно оно што го викаме ние фактор средина, игра улога во настанувањето на траумите, него и самиот фактор личност, дете, е многу битен. Мораме да видиме какво е детето по карактер. Дали имало минати заболувања во смисла на трауми. Значи, дали влегува во групата на оние
хиперактивни деца. Потоа, мораме да видиме дали имало некои минати заболувања. Мораме да видиме дали има општи заболувања во смисла на епилепсија. Искуствата покажуваат дека кај епилептичари при нагло појавување на самиот напад на епилепсија, они имаат некоја аура претходно, меѓутоа не често може да се подседни, да се превенира тоа. Помеѓу 2 и 6 заби знаат да бидат фрактурирани кај тие пациенти, што е една висока бројка. Понатаму некои кардиоваскуларни проблеми. Значи, сето тоа се запишува во тие картони. Врз основа на тоа, пациентот што ни го кажува, односно неговиот родител, да. Тоа го заведуваме и потоа пристапуваме кон гледање на состојбата и третманот. Да. За третманот ќе зборуваме во вториот дел од емисијата, ќе направиме кратка пауза со джингл, а потоа ќе ви презентирам нова доза на информации и вториот дел од емисијата и денешната тема повреди на заби кај деца. Ве поздравувам уште еднаш и ви упатувам добре дојде во вториот дел од емисијата Фактор здравје, која што во живо ја следите и чија што тема денес е повреди на заби кај деца. Пред уште еднаш да ве повикам да ни се јавите на 6091-925 и 6091-924, дозволете ми да ви упатам уште еден апел или во однос на нашето мото мислете на себе, превентивно да делувате во однос на настинките и грипот кои што се сеопшто присутни во нашата околина и кога што периодот токму е таков. Она што е најважно, би рекол, и најважна препорака не само за децата, туку и возрастните, редовното миење на рацете, редовно одржување на хигиената, пиењето многу течности и секако здравата исхрана која што треба да изобилува со овошје и зеленчук и евентуалното земање кај децата пред се на некој додаток во исхраната од типот на Г132 или Г-Kids, а кај возрастните граничниот препарат Г132 плюс натурал, кој што е достапен низ фармацевската мрежа низ Република Македонија по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија. Знаете, уште еднаш ќе потсетам дека вложувањето во превенцијата е најевтиниот и наједноставен начин за да имате пред се здравје и здраво да го поминете не само овој период, туку и оние денови кои што следуваат, а се во пресрет на пролетта како годишно време. Уште еднаш сакам да го представам гостинот денеска во Фактор здравје. Тој е научен соработник доктор Александар Димков, специјалист по детска и превентивна стоматологија, кој што научната дејност се извршува на Стоматолошкиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а практичната во јавната председравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелемон од Скопје. Кажавме дека во овој дел ќе се задржиме или ќе дадеме аспекти на терапевскиот пристап во однос на траумите, како паралела можеме да дадеме пример за млечните и трајните заби кај децата. Навистина темава е огромна и можеме да зборуваме вака цел ден за трауми, меѓутоа она што е најспецифично или најфреквентно за пациентите и за родителите. Морам да кажам на почетокот дека навистина не се добро запознаени. Нашата популација не е добро запознаена. Причината може лежи во недобрата информираност. Јас сум секогаш склон кон тоа причините да ги гледам прво од себе си, па можеби информираноста со јавни дебати и настани баш вакви треба да се зголеми малку, затоа што имаме случаи да пациенти со трауми ни доаѓаат со скршени заби, просто кажано, после неколку дена, што е навистина погубно за самиот зоб. Инаку терапијата на траумите, конкретно на фрактурите на забите, или скршениците поедноставно кажано, е релативно слична, меѓутоа има разлики. Има разлики кај млечните заби, има разлики кај младите трајни заби, како посебна група. Јас секогаш и на моите студенти им кажувам дека тоа е една, во наводници, трета група заби, бидејќи терапијата е сосема различна од онаа кај веќе возрастните формирани трајни заби. Во случај, да кажеме, она што многу често се случува кај млечни заби што го гледаме. Детето паѓа и му се избива забот. Сега, кога станува збор за млечните заби, тука освен смирување на родителот, дезинфекција, хигиена на устната шуплина и совети за понатамошно згрижување, не се превзема ништо друго. Значи, млечни заби во пределот на фронтот, бидејќи дури 80%, тоа заборавивме да го кажеме преска, дури 80% од траумите се на забите во пределот на фронтот, и тоа 70 и нешто на централните секачи,
60 и нешто на бочните, односно латералните секачи во горната вилица, многу помал процентот е на предните заби во долната вилица. Кога станува збор за трауми, фрактури на бочни заби, тоа е веќе посебен случај со политрауми во сообраќајни несреќи, големи такви повреди. Тука тоа нема да го разгледуваме. Доколку станува збор, например, за мало подкршување на млечен зап, без расклатување, само се заравнува ивицата, се даваат исто совети за неколку дневно неодгризување на цврста храна, значи кршење, соджвакување со бочните запчиња. Доколку имаме скршеница со отворена пулпа, односно отворен живец, тогаш се гледа периодот на развој на млечниот зап, затоа што сепак млечните заби се заби кои што се привремено во устната празнина, значи некаде инцизивите се до 6-7 година, и тука мора да се превземе, да се согледа аспектот на возраста, доколку е во раната возраст се превземаат некои методи ендодонски за третман на тој зап, доколку е веќе во инволутивна фаза, кога или е почната и баги на предната ресорбцијата на коренот, нема што да се превземе, забот се малку пред време се екстрахира, односно се вади. Сега она исто кај трајните заби е различно дали е млад траен зап со незавршен раст на корен или е веќе формиран целосно траен зап. Има низа методи, протоколи по кои што секој стоматолог со завршен стоматолошки факултет треба да ги знае. Она што сакам да го апелирам сега, бидејќи тие грешки ги согледуваме релативно често во нашата пракса, е кога станува збор, и тоа го спомнав преска, за избиен траен зап. Има такви чести повреди. Сега какво време дојде, па и овие тепачки по школиве се многу чести и навечер, па ни доаѓаат такви пациенти, е забот, доколку можат, веднаш самите да го вратат во отворената алвеола, односно во отворената дупка, доколку го најдат. Обично тоа се случува навечер, па доаѓаат без тоа. Многу често се случува да ни го донесат заветкан во палома сува, што е исто така со лош епилог тој зап. Најдобро е доколку не знаат, ако не може тоа да го вратат. Или ако го најдат, како е најдобро да го транспортираат. Тоа е многу битно, и гледам и западниот свет дури прави посебни течности кои што ги има по аптеките да си ги имаат, меѓутоа тоа кај нас никој не би го купил за ако нешто се случи, меѓутоа најдобро е да го стават под јазик. А ако е тој паднат на загадена површина, нема ништо да стане доколку се стави под јазик или да се транспортира во ладно млеко. Значи да се тури во ладно млеко, физиолошки раствор е подобра варијанта, меѓутоа многу ретко кој дома чува стерилен физиолошки раствор. Таков, шансите за преживување се многу поголеми од кога ќе дојдат во амбуланта тоа да се врати и повторно да се реваскуларизира. Сега тука зборуваме за млади трајни заби. Треба да кажем, времето на настанување на повредата, односно растојанието помеѓу времето на повредата и доаѓањето во ординација треба да биде што пократко, значи до 24 часа една терапија, меѓу 24 и 72 часа е друга терапија, после 72 часа новите курикулуми велат тоа е сосема трета терапија. Малку е таа сложена да објаснувам пред гледачите. Но сепак има различен протокол, да. Протоколот е различен, се разбира. Битно е да се донесе забот. Битно е да се спроведе после правилна антитетанусна терапија, доколку се провери по картонот дека детето е рано вакцинирано, невакцинирано, поминал подолг период, тогаш се пристапува, се праќа во инфективна амбуланта каде што се проверува тоа, се дава терапија, антибиотска терапија, тој зап се враќа, се шинира, односно фиксира, со посебни шини, се држи така 2 недели и во најголем број случаи, кога станува збор за млади трајни заби, тогаш исходот е многу поволен. Доколку станува збор за веќе возрастни пациенти, кај кои што исто така дошло до таква авулзија или ексфолиација, што велиме ние на забот, тогаш шансите се комса што велат, значи зависи од времето, половина, зависи од времето, зависи од начинот, од многу фактори. Значи, навистина е мултифакторијално се тоа. Сега, доколку доаѓа, има трауми со расклатување на заби. Па тоа расклатување може да биде
не поместено од оската, може да биде поместено. Исто така терапијата е различна. Времето на фиксација на оние фиксатори што ги ставаме ние, многу колеги, ајде што не знаат пациентите, не треба да ме чуда, многу колеги грешат. Па знаат да држат, например, таков фиксатор, ако треба за некоја, пример, луксација 2 недели, да го држат 2 месеца па да направат други проблеми. Значи, комплексноста е тука огромна. Или пак ако имаме траума на корен, зависи, се гледа на рентген снимка, дали е таа фрактура во горната третинка на коренот, во средната третинка или на самиот врат. Многу ќе кажате, па најлесна е во самиот врат, зашто тука се гледа. Не, најтешка е таа и бара најголемо вложување со најлош исход. Најлесна е таа што е највнатре, затоа што тогаш може многу полесно да заздрави. Исто така во однос на фиксацијата. Многу е битно. Дали ќе стои 2 недели, 3 недели. Има, например, вака може би на луѓето нелогично им стои, меѓутоа фиксација со шина на фрактура на корен во средна или апикална, она врвна третинка, горе на врвот на коренот, е до 4 недели. Меѓутоа во таа цервикална вратна третина е до 4 месеца. Значи, ако логично делува обратно, сепак не е така. Докажано е дека не е така, затоа што последиците од подолготрајна или пократкотрајна фиксација се понатаму поголеми во смисла на загуба на забот. Да. И она што сакам само да го нагласам, бидејќи рековте мултифакторијална и мултидисциплинарен е целиот овој пристап во однос на третманот на повредите на забите кај децата, два факти се многу важни, би сакал уште еднаш да ги истакнеме. Прво, дека времето на ургентно згрижување е исклучително важно. Рековте, за да се одржи пред се животот на тој заб, да не се оди на некое протецко помагало. И вториот факт за кој што сакам уште еднаш да проговорите, тоа е годишната возраст, односно дечињата кои што вие ги згрижувате. Дали до полнолетство можат кај вас да бидат третирани? Кај нас доаѓаат со травматологија на заби. На нашата клиника се бавиме само ние на детска и превентивна стоматологија, без разлика. Нормално е да доаѓаат кај нас до 18 години, меѓутоа кај нас доаѓаат и повозрасни пациенти, зашто само ние тоа го работиме. Згрижувањето отпаѓа на нас. Сега нормално кај повозрасните и по-тешко. Не само рачунајте дека имаме ние и травматски повреди, условно кажано, не се тие травматски повреди, него кога се прават некои поопсежни орално-хируршки зафати во смисла на коскени дефекти, доаѓа до такво растлатување на забите, повторно ги праќаат тие пациенти кај нас, затоа ние правилно да го шинираме, да го фиксираме, да го одредиме денот, неделата или месецот, колку тоа време ќе стои, да видиме дали тој заб останува жив или почнува да некротизира, односно пулпата да изумира. Значи, сето тоа ние го правиме. Од фактички раѓањето до 18 годишна возраст, каде што и преваленцата најголема на овие трауми, да. Иако се поместува полека. И последното прашање се однесува на третманот. Кога имате повреда на зап и тој треба да се третира, дали се извршува под целосна анестезија или локална? Какво е искуството? Не, значи под локална анестезија не се извршува. Тоа јас реков, значи првичниот третман треба да го знае секој стоматолог. Ако многу често кога доаѓа до удар на забот, без некои видливи последици, например имаме една инфракција на емајлот, само напрскување на емајлот, или имаме само благо подкршнување на работ на емајлот, пациентите не ни доаѓаат. А ако дојдат, гледаме, им даваме совети што треба да се направи понатаму, да го пазат тој заб, да дојдат на неделна, двенеделна контрола, да видиме дали дошол до прекин на крвните садови, односно виталитетот на живецот на пулпата. Доколку се појако изразени траумите, прво ги смируваме родителите, потоа гледаме анамнестички податоци, сестрата запишува, да кажам, ние прашуваме и пристапуваме веднаш кон терапијата на средување прво на мекоткивните структури, а потоа и на самиот заб. Морам да кажам тука, иако тоа изгледа многу страшно, да не се грижат родителите, затоа што во устата мекоткивните структури за една недела заздравуваат. Забот е оној кој што му треба подолгорочна
подолгорочна терапија и третман. Доктор Димко, ви благодарам за присуството, за Благодарам експертизата и овие информации што ги споделивте и како што и самиот рековте, почесто да настапувате не само вие вашите колеги во однос на превенција и подигнување повторно на свесноста за оралната хигиена како дел од целокупното здравје. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Научен соработник доктор Александар Димков, специјалист по детска и превентивна стоматологија, беше денешен ваш и мој гостин во Фактор здравје. Останете со нашата програма, а повторна средба со Фактор здравје ви закажувам веќе утре точно во 10 часот и 15 минути. До тогаш пријатно.